само да знаете, јас сум многу добра во загадки. Павел, ај не се фали. Сега ќе ти дам од мене една загадка. Чим толку забравиш паметен. Кој месец во годината има 28 дена? Тоа е птен лесно. Сите знаеме дека тоа е февруари. Па одговорот не е точен, Елена. Одговорот се сите месеци. Одговорот е точен. Јес, најдобар сум. Како тоа? Сите месеци има 28 дена, ама февруари само 28 дена. Павел, слушај нова загадка. Секогаш кога ќе се избањам, станувам помал. Што сум ја? Па тоа е лесно, тоа е сапун. Точно. Генije. Чекај, јас имам една загадка за тебе. Што е тоа што вреди повеќе скршено отколку цело? Како може нешто да вреди повеќе скршено отколку цело? Може. Одговорот е јајце. Точен одговор. Ви реков дека сум најдобар, признајте. Имам една загадка да те прашам. Цело е со дупчина, ама ја задржува водата. Што е тоа? Тоа е сунге. Точен одговор. Јес, мозок. Може би си добар во загадки, ама многу се фалиш. Како да не се фалам кога сум најпаметен? Павел, погоди го ова. Луѓето стапнаа на мене, но само неколку вида. Не останувам полна долго време. Имам и темна страна. Што сум јас? Ај уште еднаш повтори. Луѓето стапнаа на мене, но само неколку вида. Не останувам полна долго време. Имам и темна страна. Што сум јас? Лесно, месечина. Точен одговор. Павел, ај уште една од мене загадкаш. Што е тоа што е секој пред тебе, но никош не можеш да го видиш? И днината. Одговорот е точен. Зашто не признаете дека сум најдобар? Имам уште една загадка. Чудно чудо виде снеже, од гранката скокне еже. Се распука на два дела, темна кожа, јатка бела. Што е тоа? Одговорот е костен. Многу се лесни загадкиве. Јас имам уште една загадка. Што е тоа што има три очи, а ништо не гледа? Лесно, семафор. Лесно и просто. Точен одговор. Мене ми се падна паричката, а вас? Мене веќе секоја трета година ми се паѓа. Кај мене пак ме наместија на брат ми. Зошто? Сигурно за да не плаче. На сестра Милани не се падна паричката и очите ѝ потека како сливи. А вие, Андреј, вртевте паричка? Молам. Андреј, слушаш, Ведра нешто те прашува. Ало, се слушаме? Земјата го повикува Марс. Дечко, ја почека да го довршим на вело. Не ми се верува. Со нас си или со телефонот? Играм со Максим и Лука. Леле, колку си непристојан, на гости си. Леле, зари вас изгубив живот. Еве, другите се јавува. Чекај да ги ставам на спикер. Здраво! Близнаци, кај сте? Еве, надвор сме. Доаѓајте. Чекајте да ве ставам на спикер. На кој му се падна паричката? На тебе или на Ена? Ние на Василица ќе вртиме паричка. Ние вртиме два пати. И на Василица, и на Бадник. Ена, викне ги нека дојдат. Ајде, дојдете, надвор е многу убаво. Каде сте? На Улашки сме. Позади зграда сме. Не ви е студено? Не, супер е, дојдете. Марија рече дека открила нешто. И ќе дојде да ни каже. Еве, ја стигна. Дечки, значи не знаете што дознав. Не ви кажа. Доаѓаме. Добро, ќе ве почекаме. Ајде, одиме.
Значи ова треба сите, ама баш сите да го знаат. Здраво на сите дечки. Слушајте сега бака. Дознав дека приказната за Снежана е вестината. Како тоа? Не е можно, сите знаеме дека тоа е приказна на браќата Грим. Јас не знаев. Кики може би ја препишале од некаде. Ајде да чуеме. Што има Марија да каже? Фала, близнаци. Значи ова е неверојатно. Браќата Грим ги прочитале чудата на Богородица и ги препишале во Снежана. Од кај сега Богородица Снежана? Господе Боже. Павел, туди да слушнеме. Никогаш многу одамна се живеела една принцеза која била исто убава и паметна како Снежана. И нејзе и починала мајка ѝ? Точно, Кирил. И татко се преженил и донел лоша макија која му наредила на ловецот да ја однесе во шума и да ја увие и да го однесе срцето на макијата да се увери дека Снежана е мртва. Дечки, денес за бади не мора да раскажуваме хорор приказни. Молчи, Ена и Марија. Може би е малку хорор, ама заради Богородица има среќен крај. Како мислиш? Лошата макија му наредила на ловецот откако ќе ја убие да ја ги донесе деланките. Како може ова секна да заврши? Ама ловецот не ја убил, така? Па во приказата ја остави жива. Точно, ја оставил жива, но морал да ги однесе дланките, ама Богородица и направила нови дланки. И како да не тоа нема шанси? За нас нема шанси, а за Богородица има. Еј, дете, зошто бегаш? Дечки, да бегаме и ние. Марија, остави го тоа. Може би е нешто опасно. Да, остави го на земја. Идам по неја. Ми личаш исплашено. И јас ќе идам по неја. Ало, мамо, здраво. Ке си дојдете? Па баба вика дека народот рекол, кај да си за банник дома да си. Знам дека скапо сте го платиле, аргументот е дека не ги враќаат парите, ама аз кршив многу и не можем да дојдем. Бато излеза. Добро, ке читам. Баба рече дека ќе дојде вечер. Немало автобусот ги вгелија. И јас тебе, чао. Ајде бе, што се плашите? Ја ќе видам што има. Да, ајде да ја земеме. Ама никој мене овде ќе ми каже што се случува. Мочи, Михаил, истражувавме. Најдовме кутија и во кутија... Има некоја ливче. Загадка е. И, навистина. Ако е загадка, имаме експерт. Јас сакам да прочитам загадката. Бато ја најде, ја држи во раци, сега ти најде да ја читаш. Ако да јас сакам да го прочитам, но уште не ги знам сите букви. Јас ги знам бројките, знам да го можам и со 5 и со 7. Браво, Стела. Ајде сега молчи да слушнеме што пишува.
нас таа спие. Од неа сме направени ние. Од Божик до Великден треба да сме будни, да ја другаруваме, така од зло да се чуваме. Се разбира, јас сум се мокниот мастер за загадки. Ај повтори уште еднаш. Ова е многу интересно, кога да качив 10 левели во играта. Ова е нешто во врска со празникот, од Божик до Великден. Да, ама што е тоа што во нас спие? Да не беше во женски род, ке кажев сон. Вика една, значи нема друга. Макси, мајте молам уште една прочитаја. Чекај јас да видам. Чекај да се сконцентрирам. Немој во себе да читаш, читај на глас. Во нас таа спие, од неа сме направени ние, од Божик до Великден треба да сме будни, да ја даруваме, така од зло се чуваме. Од каде знаеме дали точно ќе одговориме? Чекај, тука нешто ситно пишува. Да ја побаво гледам. Оно што точен одговор дал, ќе отвори ангелски портал. Ајде, експерту Павел, кој е одговорот? Тоа малку ме боли глава. Ало, кажи, Сара. Ало, бато, ќе си дојдеш? Сама сум. Чекай, уште малку решаваме тука нешто. Вие таму решавајте, а мене нема вода кој да ми даде. Ете, гледате, сестра ми дома со скршена нога лежи, а вие зборите за Богородица. Па оди дома за да не биде сама. Е, па ќе се одам, ама не е тоа. Ајде да се вратиме на загадката. Кој има уши, нека слуша. Одговорот е добрина. Е, дечки, слушате ли нешто? Кој има уши, нека слуша. Одговорот е добрина. Знам, одговорот е добрина. Порталот се отвори. Ако сакате да ја дознаете вистината, влезете. Еј, дечки, што е ова? Воздухот се отвори. И што сега, треба да влеземе внатре? Ако сакаме да дознаеме... Што да дознаеме, бе, бато? Па да дознаеме што е Бадник Божик. Па знаеме, што има да дознаваме. А што знаеме за Бадник? Знаеме, бадник е кога се врти паричка. Да, или ќе ти се падне или не. Па после Бадник иде Божик. А што се случило на Божик? Мене ми е страв да ви кажам право после таа приказ за вистинската Снежана. Не можам хорор да гледам. Не идеме во кино, одиме во портал. Немојте да се плашите. Кога Господ е со вас, не треба да се плашите. Еј, ова е баш возбудливо. Што зборувате дека е хорор кога среќно заврши? Ако Господ е со нас, никој ништо не ни може. Па нели за Богородица зборувам? Да, за Богородица и за Божик зборуваме. Така е. Ние први ќе одиме во порталот. Зошто? Зошто сме двајца. Не се плашете. Ниту едно чисто срце не треба да се плаши. Чекајте, јас доаѓам. Идам и јас. И јас одам. И јас одам. И мене ми текна. На Божик Господ Исус Христос се родил, така да не морам да ја одам. Ете и мене ми кажа што се случило, па ни јас не морам да одам. И јас сум од бандата на исплашените, затоа ќе останам. Е, па ја не сум испушен, само малку ми е страв. Ја не се плашам, утре ќе се запишам на карате. Сите знаеме дека се родил Господ. Ама не знаеме зошто. Јас храбро останувам. Чекайте, каде се Максим и Кирил? Ми личеа храбро, но мислам дека се исплашија. А, еве ги доаѓаат. Ние само баравме стапов. Ајде да одиме. Фала, бато. Ништо, ама од кај не да сега ти раскршиш нога? Бато, зашто си нервозен? Па затоа што Господ не те сочува да ја скршиш ногата. Јас мислам дека ја скршив ногата само за мама и тато да не одат во Бразил.
Епа еве колку ги задржавме. Сега сите надвор си играат и си кажуваат чуда, а ние седиме како мисири, што би рекла баба. Барем таа да дојдеше. Добро дојдовте во меѓупросторот каде што времето не се мери, ама тече. Извини, ти ангел си? Да. Она што ни го кажуваше Марија, точно е? Дали браќата Грим го препиша чудото на Богородица? Да. А вистински се случило тоа? Да, вистинито е. Ангело, а дали ќе можеме да се вратиме дома? Да, секако. Ангело, може ми кажеш што се случило на Божик? Нина ќе ви каже. Ја го знам само ова, дека се родил Исус Христос, толку. Да, тоа сите го знаеме. Сите знаете што се случило, сите го имате запишано во вашите срца. Јас знам дека го родила Дева Марија. Затоа ја викаат Богородица. Да, така е. Јас знам дека тројца мудреци дошле од исток и следеле звезд. Сакале да дојдат во Витлем за да се поклонат на царот на царевите. Од кај го знам тоа? На специјално место сме. Тука се знае, така? Така ли е, Ангело? Така е. Ај прашаме колку е 7 по 8? Колку е 7 по 8? 56, точно ли е, Ангело? Точно е тоа, Марија. Супер е тука, да не има и торта. Торта има во сладкарница. Повели Нина, ова ќе биде поука за сите деца. Така Јосиф требаше да оди во Витлеем, градот Давидов, бидејќи тој беше од племето на цар Давид. Тој и Марија тргнаа на своето долго патување. Кога стигнаа во Витлеем, за нив немаше место да преноќат во гостилницата. Овој мал град беше преполн. Најпосле тие најдоа место во една штала. Таа ноќ Марија го роди синот свој. Го пови во пелени и го положи во јасли. Во близина имаше пастири кои ноќеваа во полето и го чуваа стадото свое. Наеднаш околу нив засветли светлина. Им се јави ангел Господов. Пастирите се уплашија, но ангелот им рече: не бојте се, еве, ви носам радосна вест. Господ ви го испрази Спасителот што тој ви го вети. И тој е Христос Господ. Тој денес се роди во Витлеем. Ова ќе ви биде знак по кој ќе го познаете. Ќе најдете младенец повиен во пелени, лежејќи во јасли. Одеднаш се појави големо мноштво ангели, кои го славеа Бога велејќи: слава на Бога во висините, а на земјата мир, љубов и спасение на сите луѓе. Пастирите поитаа во Витлеем. Таму ги најдоа Марија, Јосиф и младенецот како лежи во јасли. Пастирите им кажаа што рече ангелот. Марија ги чуваше сите тие зборови во срцето свое, размислувајќи длабоко за нив. Пастирите се вратија при стадото свое, славејќи го Бога за се што виделе и чуле. Марија и Јосиф го нарекоа детето Исус, како што им беше кажан ангелот. Слава на Бога во висините, а на земјата љубов, мир и спасение за сите. Амин. Ние треба сите луѓе да ги сакам. Ако ги сакаме и добро да им правиме. Јас сакам секогаш да правам добро, ама не знам како. Слушај ги твоите. И учи. Станувај на постели во автобус. Кажува добар ден и добро утро на соседите, ама со насмевка. Подели го под чоколадата што го имаш со другарите. Ако имаш мастика, може да ми ја дадеш на мене во секое време. Ајде да излеземе од порталот. Што ќе правиме сега? Ајде некоја добрина да направиме и да си одиме дома. Еј, имам идеја! Одиме.
ви изредувавте. Сега ајде сите да ја јадеме туритата. Това е лесно, това е сапун. Не се смей, да? Не гледай во мене. Ала, Не гледаш во нас. Чуда, 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 чуда. Не ги грешиш, Богородица ја грешиш. Ајде. Марија Аман. Сега па треба да кажувам. Фала близнаци. Значува неверојатно. Браќата Грим ги прочитале чудата на Богородица и ги препишале во Снежана. кога? Акција. Господе! Глупости да збори. Од кај се Богородица Снежана, Господе Боже? Павел, чути да слушнеме. А зашли се да? Станува е непостар во автобус.